многу ретко, ако воопшто и некогаш сме имале прилика во овој подкаст директно и во реално време да ги потврдиме сите оние информации кои што соговорникот ги споделува со нас. И овој подкаст ни нуди ретка прилика да го направиме тоа. Имено денешниот соговорник, Христијан Аврамовски, долгогодишен пчелар со повеќе од 400 кошници на пчели, тврди дека создава вистински и високо квалитетен мед и при тоа ми донесе доказ за тоа. Доказ кој што, како што може да видите, детално го дегустирав и можам да кажам дека навистина ова е еден од најдобрите медови кои што ги имам пробано во мојот живот, а имам пробано доста. При тоа не се работи за платена кампања. И уште еден доказ за тоа е разговорот кој што следи, во кој што ќе може да видите колку внимание, љубов, знаење и напорна работа е вложена за медот да стигне во оваа тегла. Органско производство. Што значи органско е, да кажеме, значи како би го дефинирал за луѓе, на пример, што не одгледуваат мед, што не знаат, како да знаат што е органско производство и како да разликуваат, на пример, затоа што многу од производите медот што се продава некогаш има налепница, некогаш нема налепница, органско производство. Што фаќа органско производство? Така, значи органско производство опаѓа прво сите медови се органски. Тука да ги расчистиме работите. Сите медови што се во предел каде што нема во околината повеќе од 3 до 5 километри, каде што се прска, каде што има овошни насади, каде што се употребуваат било какви хербициди, пестициди, тој мед се рачуна за органски. Значи не можеме да го рачунаме мед ставени пчели покрај автопат некаде и ние да ги рачунаме дека тој мед ќе биде органски. Значи самата прашина што се лепи на листовите, на нектарот што се излачува преку ноќта, ипак пчелите дел од тие честички ги внесуваат во кошницата. Органски го сметаме за мед, оној каде што кажав 3 до 5 километри неасфалтиран пат, да речеме, нема висока фреквенција на луѓе, значи на рурални места каде што се на најниско, животот е на ниска скала, да речем, каде што нема машинерија, каде што може да ја загадува таа околина, и тој мед го сметаме. А најбитната ствар е пчеларот е ограничен околу третирањето на пчелите во органското производство. Значи нема право да ги третира со вештачки хемикали. Тоа е, например, попознато кај нас амитраз, митак, средства каде што ги заштитува пчелите, а го убива крлежот, што ја убиваат пчелата. Тие средства се забранети во органското производство, затоа одиме ние на природни средства, тоа е мравја киселина, оксална киселина, каде што можеме да ги заштитиме пчелите буквално од болести, од паразити, најчесто од крлежите, а не можеме да внесеме во медот никаква недозволена материја која понатака на анализа се открива веднаш. Значи, и тој сертификат што треба да се добие за органско, не можеш да го добиеш бидејќи кога ќе се направи анализа на медот, ако во случај ги третираш пчелите со недозволени средства веднаш се покажува и тој мед не може да помине во органско. Да, тоа е многу интересно затоа што еве вака почнавме темата. Најверојатно е добро тука да објасниме како една колонија функционира, затоа што таму си има хиерархија, значи има различен тип на пчели кои што обавуваат различни функции. Една од функциите, значи има пчели наменети да штитат колонијата, што викаш, од паразити, од напади, од такви работи. Така да, ајде да видиме, значи колку они имаат потреба од наша асистенција, колку човекот треба или не треба да се меша таму, или колку сме ние веќе во фаза, да кажеме, од некој развој каде што едноставно им сметаме, тие веќе не можат да се одбранат од нашите влијанија. Овака сега по сите истражувања последни што сме ние вклучени во истражувањето, посебно за паразитите, за крлежите, да речам за крлежот, кажуваат дека пчелата обстојала пред нас и ќе обстои, значи. Да. Ние сме случајни минувачи за нив успоредба со настанокот, да. Во случајов, да, значи една пчелна кошница има во неа главна е матицата, каде што кога
има потреба да направи да речам, свое потомство го ги остава, пчелите работнички и трутовите кои се многу важни за репродукција на таа матица или следната што ќе се роди. Тоа се женски и машки пчели. Да, трутот е машка пчела која оплодува матицата. Таа еднаш се оплодува, живее 3 до 4 години, во зависност од како е хранета и во кој период од годината е створена и е родена. Значи колку е кога била како јајце, колку е наполнета со млеч незината келија каде она што се раѓала. Значи и со кој квалитет бил тој млеч, многу зависи тоа колкава и големината на матицата, бидејќи ако ние на пример имаме поголема матица, има поголем проблем, значи таа тешко се движи, може да не може да влегува во келиите да ги полага незините јајца, бидејќи она е мокна да снесе во период на паша некаде околу 2000 јајца. Значи во денот. По еден ден 2000 јајца да ги снесе и наша асистенција некогаш и не е толку многу потребна ако немаме ние потреба. Затоа ја пратиме целата ситуација. Ако гледаме дека веќе вароата крлежот ја напаѓа и е во граница каде што таа не може да се справи сама, тогаш сме ние тука да помогнеме. Значи, кажавме, имаме доста органски средства кои се сертифицирани и се одобрени и многу помагат. Посебно сега тие оксални траки што се, тие се мислам дека едни од најдобрите каде што е буквално комплетно органско и не остава никакви траги, никакви резидуи во медот и е многу квалитетно. Што кажа околу пчелите, имаме работнички пчели, имаме пчели кои го одгледуваат младото легло кој го полага матицата, имаме пчели кои со нивните жлезди лачат од 5 до 7 дена, до 10 дена, зависи во кој период од годината матична млеч, каде што може да го хранат младото легло и они се задолжени само внатре да го хранат леглото и да се грижат околу леглото. Имаме пчели летачки кои излегуваат надвор, носат вода, носат нектар. Младите пчели што се внатре, што уште не се пролетани, го превземаат нектарот и го внесуваат преку нивното јазиче, го внесува внатре, го ферментира и го враќа повторно во кошницата назад, каде што веќе медот почнува да зрее. Тоа се вика зреење, каде што они почнува да го складираат, бидејќи мора да го isfermentираат за да не остане водата во него. Кога ќе го isfermentираат убаво младите пчели, тие веќе се спремни да одат да бидат излетнички, а тие излетнички што биле до сега веќе умираат и ги нема. И така цело време се регенерира. Да, ако ми е точна информацијата дека во нектарот содржи 50% вода, дека процесот на ферментација оствари испарување на таа вода и на крајот останува медот. Медното гнездо исто има форма на шестоаголник, што е, да кажеме, само по себе голем феномен. Значи, зошто баш шестоаголник? Шестоаголникот е за да може да влегува кога ќе се положи јајцето, самата матица кога ќе го положи јајцето доле, за да може многу полесно да се штити матицата и за да може да не го прави кругот, кога ќе го прави кругот ларвата да доаѓа до кислород. Зашто тако ќе биде јајце, како се врти нагоре да дојде да израсни, кога ќе ја затвори веќе 9-тиот, 10-тиот ден кога ќе ја поклопат буквално скроз ларвата, бидејќи таа од јајце 3-тиот ден пука и почна да живее. И таа се врти внатре, во круг. Се исправа и цело време они ја хранат и она како доаѓа до тоа почна да зема кислород, зашто цело време е главата горе за да може да се храни. Како ја хранат, кога ќе дојде до едно ниво, ја затварат и останува таа на зреење. А матицата ја затвараат некаде на 9-тиот ден, каде што и таа веќе на 16-тиот ден се раѓа. Значи, исто кога ќе ја затворат, она веќе на зреење. Тоа беше преска што го кажав и за матичниот млеч, кога ќе се зависи колку е наполнета и со колкава грамажа и со каков квалитет е, таков ќе биде квалитетот на таа матица, таа мајка што ќе го води понатака тоа пчелно семејство. Колку е мирисот, да кажеме, битен? Они се препознаваат по мирис, да кажем. Од оно што може да прочитам, дека дали некој ќе влезе или нема да влезе во кошницата, односно во колонијата, мирисот е предодреден. Значи, колку е тоа, мислам, феноменално ми е. Начинот на кој што функционира ми беше многу интересен. Едно од првите искуства
Јас кој што ги имав со дедо ми беше точно он беше пчелар во село кај нас и мислам тоа беше повеќе бегање од пчели отколку било што друго, но процесот нели го имав поминато неколку пати и од тогаш бев љубопитен, значи чат пат знаев за пчели да прочитам. И посебно сега, значи кога почнавме се договараме да снимаме, значи пак него го обновив целото тоа знаење и тоа ме интересира, значи што се случува со мирисот, колку е битен момент за нив? Па, тоа се феромони кои ги има самата матица и самите пчели, кои се препознатливи само за нив. Значи, тие феромони што ги испуштаат, тие се само нивни, матицата ги испушта и тие се само нивни. И она по тоа препознава дали се нивни пчелите или не и така го бранат гнездото, така го ја бранат целата кошница, бидејќи самата матица има таква способност, дури незината генетика да се шири а што е појака матицата и што е поспособна, толку повисоко се шири така и во кошницата и ги соединува сите пчели, бидејќи има, ако сега на пример кошницата е, да речеме, кој ќе го достигне тоа ниво на комплет и најзрело пчелно семејство, тоа негде од прилика од 35.000 единки до 40.000. Тоа е врвот што може да го достигне една матица. Значи тоа се смета за нешто најквалитетно. Значи замислете колку е способна феромонот да го испушти во кошницата на 40.000 единки и да сите една со друга се познаваат. Значи тоа е феромон кој само таа матица е способна за тоа пчелно друштво да го испушти. Ако ги смешаме една со друга, треба да применуваме техника за да може да се прифатат една со друга, инаку нема шанса, ќе дојде до помор, самите пчели ќе се напаѓаат и ќе се убиваат една со друга додека не преовладе едниот мирис било кој појакиот. През снимањето нешто кратко ми спомна дека македонската матица е една од најдобрите во светот, дека имаме најквалитетен мед, од каде па тоа сега? Така, за нашето поднебје е една од најдобрите, значи, матици, автохтона, таа не е Apis mellifera macedonica, значи една од најдобрите матици за Балканот, за Македонија, кој веќе, мислам дека и во Македонија сега се заштити со професорот Александар Узунов од Земјоделскиот факултет, што има доста научни трудови направено за нашата автохтона пчела, за позната и во светот исто тој професор. Еден од попознатите во Македонија, мислам еден од најпознатите во Македонија, има неколку докторати направено, кој сега исто спрема проект за докажување на квалитетот на нашата автохтона матица, да ја речам сега таа Apis mellifera macedonica, која ги покажува резултатите за разлика од други матици донесени што се по Македонија, една од најдобрите матици на Балканот, бидејќи за нашите временски прилики и услови што ги имаме со овие климатски промени, толку е способна каде што може да го процени времето на да речеме ако сега цвета во моментов, ај ќе земеме дренот, бадемот или било што, растение таа толку е способна да знае да го одложи несењето на јајца 2 недели или 1 недела, и така се успева да се докаже колку е квалитетна и колку е мокна да го одржи пчелното семејство јако, кога ќе ни дојде баш да биде во период да го достигне врвот кога ние ќе имаме пашата каде што може да соберат поголема количина на нектар. Да, сум неверојатно. Неверојатно самото поднебје, значи самото кажав сега, значи самите истражувања што се направени со научни трудови, со докажано, значи кажав Александар Узунов, професорот на Земјоделски факултет, еден од познатите научници во светот, што е признат од сите. Нима донесено тука доста примери што од Кина имавме исто во лаборатории што работат луѓе што ги има донесено и ни давале презентации, нивни примери, кои тоа го има докажано. Има ли бројка некоја, да кажеме, колку луѓе во Македонија се занимаваат со пчеларство, со одгледување на пчеливе, така да кажам? Па вака последно Министерството за земјоделие излезе дека имаме околу 6000 пчелари, што реално они сега дали е вистина или не, они се сомневаат дека е токава бројката. Тоа не можам да го кажам, али официјална бројка излезена последна е негде околу 6000.
Тоа е за 2025 година, излезено од Министерство за земјоделие. Сега, со колкав број на кошници се пчелари, тука е малце тоа не би можел тоа да го одговорам, а за бројкава знам дека е таа, зашто има многу хобисти што се со по 10 кошници, со по 5, мора да се регистрирани во Агенцијата за храна и ветерина, така да не би можел точната бројка да е. Добро. Значи тука имаме 2 тегли со мед сега, и ова е најверојатно една од поголемите дилеми кај луѓето што се јавува кога ќе се соочат на пример со ваква ситуација. И имаме од едната страна имаме кристализиран мед, нели, во неговата потврда форма да кажем, имаме течен мед. И она што важи меѓу луѓето, меѓу народот е дека медот што кристализира е тој органскиот здравиот мед, додека течниот мед е на некој начин по-нездрав, еве да кажем, или со поголема доза на шекер. Така да повели да видиме дали е точно, неточно што се случува со овие 2 тегли. Да, така, значи медот кога ќе го соберат пчелите, кажавме, нели, прави ферментација на медот. Да. Кој во него има активни ензими и тие се живи ензими, значи кои ако не се покварат од пчеларот, тие остануваат да бидат до крај живи и корисни за човекот, значи диастазата, амилазата, тука се. Кристализацијата на медот е, да ја кажеме, можеби сега не знам како, дали ќе се изразам добро, но се вика природна конзервација. Значи кога ќе се конзервира медот, природно се конзервира и тој има мок сега за да не се расипе, да стои вака и милион години. Значи ние ако сакаме да го вратиме, да го разбудиме во неговиот сон сега што е медот, пчелите го држат на 36 степени. Температура до 37-8 степени. Каде што медот почнува да се враќа во течна состојба. Кога е под 10 степени, да речеме 8 степени, тој почнува да си влегува во природна конзервација за да се заштити самиот од себе, зашто тој абсорбира, многу брзо абсорбира влага од него, и ако не се кристализира, тој може да се скисели одма, ако е отворена теглата или било како. Затоа пчелите брзаат за да го затворат и да го заштитат медот за да не може да се расипе. Ние, пчеларите, мислам дека имаме поголем проблем да се објаснуваме, да се докажеме дека природниот мед, правата состојба му е да е кристализиран медот и дека е многу поздрав. Изговорот е на клиентите, ја не можам да го јадам, мене ми е тврд, така па како ќе го јадам, ми личи на шекер, не знам што како. Значи тоа е тоа. И сега ние сме принудени, имаме направено декристализатори, каде што температурата е од 35 до 37 степени, каде што го враќаме медот во правобитната состојба, значи од стоење 5 до 6 дена на топло, тоа треба да е соодветно направено, значи не треба да е изложен директно на светлина, да се изгори, да се покачи ХММ во него, значи треба Значи ако ја земам тегла сега на пример ја ставам во тенџера во топла вода, тоа е неправилен начин на неправилен, да. Тука ХММ веќе во медот јадеме карамела, не јадеме мед. Да, тука веќе сите хранливи, значи све што е живо во медот уништуваме. Бидејќи ние во тенџере водата врие на 80 степени, 90, да речеме, не можеме да кажеме колку степени е во моментот водата кога сме ја загреале. Значи и да е таа вода 50 степени, преку стаклото можеби добиваме и повеќе. Тоа треба да се прецизира точно колку ќе биде. Ние точно знаеме со тие декристализатори како ни се направени, професионални, значи каде што го оставаме медот да се врати во течна состојба од некој 5 до 6 дена, можеби на некои медови треба и 8-9 дена, зависи од медот и зависи колку е цврсто кристализиран. Значи ако е подцврсто кристализиран, треба малце повеќе да отстои за да се врати правилно во правата состојба, зашто ако повторно се направи анализа, треба да го има истиот квалитет како пред да влегува во кристална состојба. Да, тоа е, мислам дека нов момент за многу луѓе, дефинитивно за мене. Значи, секогаш јас кога сум видел ваква тегла, тоа секогаш одела во тенџера, значи се топи за некоја минута и го добивам ова, барем така мислам дека го добивам, уствари не добивам ништо. Не е така, значи еве може слободно има и доста книги кај што е кажано точно на која температура го одржуваат медот. Пчелите имаат проблем кога температурата е 42 степени надвор, значи
им се оттопува саќето, имаат проблем со медот, не можат, значи влегува многу течене, они не сакаат, значи они губат многу енергија тогаш за да изгладат, ако не е на соодветно место ставени, ако не се на соодветно место кошниците поставени, барем во текот на денот малце да ги фаќа сенка, за да може да се штитат ако се ставени директно на сонце, они имаат голем проблем. Ако се пчели, значи саќето им се извиткува, се уништува внатре. Затоа и они природно кога бараат гнездо, они го бараат во бртва некоја, во дрво негде каде гранки се обично. Така, кај што може да има и сенка, да нема ветар, да не ги паѓа, за да може да го штитат и медот, зашто сега они каде ќе ги ставиме, ние ќе бидат тука кошницата, ама треба да знаеме дека треба локацијата кога ја бираме, како да ја одбереме, значи да не биде на припек, да биде заштитено со некое дрво да има околу него. Да, моето искуство е точно ова што го кажуваш, кошниците, мислам дека околу 40 на кошници беа поставени баш на припек. Значи тоа беше еден брег со нивоа, мислам дека 5 нивоа со по 8 кошници во еден ред и немаше дрвце, мислам дека у околина, не знам, на 500 метри можеби. Нонстоп ги удираше сонце и најверојатно толку било знаењето тогаш на луѓето кои што одгледувале, можеби и условите биле тие. Значи има некои места наставно нема сенка, таму знам дека Кумановско едно село нема дрво во околина, тоа е. Да, значи тоа самиот пчелар ќе види кога ќе приносот кој ќе му биде многу мал или воопшто ќе го нема, бидејќи пчелата на таа температура не може да излезе, не може да едноставно не може да работи. Она ќе биде задолжена внатре да го лади леглото, зашто ќе нема кој, ако она излезе, ќе се ова што ќе остане внатре ќе се уништи. Значи тоа е, значи приносот на мед во таков услов е намален за 50-60%, значи. Да. Тоа е многу важно кога се бира локацијата, да се разговара со искусен пчелар и да отиде, значи да биде на да речеме југоисточна страна свртени пчелите, да не ги бие север цело време, да не ги дува ветер, да бидат свртени, да имаат, ако постои можност да има сенка, оке, ако не да се заштитат дополнително, како што кажа ти, може дополнително да се заштитат со не знам, дали ќе биде картон, дали ќе биде нешто плюс, да не бидат директно изложени на сонце, зашто стварно фати кошницата, со рака не се држи од што е топло. Сега замисли некој да го ставиш на 42 степени да стои надвор цело време. Како ќе се чувствува? Да, ми текнува, мислам, тоа горе капаците се најчесто од лим, не знам дали уште така. Така и страницата на дрвото, многу е тоа голема температура. Кој е најголем непријател на пчелата од инсектите вака? Стршленот и осата. Што ги привлекува таму? Дали е медот, дали мирисот? Храната, зашто стршленот се храни со пчели. Живи пчели ги фаќа и ги јаде. Сериозно? Да. Он ги фаќа и ги јаде, ги чека пред кошница, исто и птиците пчеларки речени, тие се преселни птици, едни зелени со големи клунови, тие може да изеде една птица преку 200 до 250 пчели во еден час. Си имал ли искуство ти со стршлен? Да. Да, значи борба водиме, секогаш посебно кога влегуваме во есен, тоа е негде од септември месец веќе, октомври така веќе кога почнуваме да навлегуваме во есен, бидејќи се ограничува храната на стршнените и они почнуваат веќе да наоѓаат храна кај што им е достапна, да речем, тоа се пчеларници, каде што почнуваат ги чекаат на до самата кошница како доаѓаат на летото, го јаде, се бранат пчелите, но не се мокни толку, не може да се одбранат. Тони ако успеат по 5-6 пчели го угушуваат еден стршлен, но тоа е поголем процентот стршленот што зема отколку пчелите што можат да убијат стршлени. Лично вака мислам со убот, тоа исто. Не го угушуваат со температура околу него. Мислиш за мене? Да, Да, имам неколку пати. И со какви последици? Па сум немал
Пошто нели важи Шумно. правилото дека тоа се уствари убодот на стршлен е за човекот смртоносен. Да, значи ме има укасано во раката неколку пати во прстиве, како што ги отвараме капаците на пчелите, тој Одоздола. Да, одоздола на капакот и ми има укасано неколку пати. Баш првиот пат кога ме укаса се јавив, имам пријател доктор и викам вака и вака, шо да правам, кој да превзема, викат немаш гајле ти као пчелар се каселе пчели, имаш против отров и вика чекај ако ти отече до лакти, ако почне да спаѓа отокот за еден час, вика окей, вика тоа, вика немаш потреба ни на лекар. И сега искрено ја бев првиот пат во паника, не знаев што ќе се случи, зашто селото ни е оддалечено до првиот град 35 километри, значи до првото место кај што би можела да се пружи помош било каква. Саат време, значи возење. Да, Селски пат. ако си спремен, ако си сам, може и повеќе од саат време, зашто нели ако си укасан и во паника, тогаш. Да. И вистина како што ми кажа пријателов, така и се случи. До лактот почна да онакав за брзо време, некои 20 на минути и не после ајде уште помина уште некое време и почна самиот оток да спаѓа, вика. Не може ќе добие како блокада, вика, бидејќи вика ти имаш, вика, цело време, вика, отров од пчелите, а тој е многу сличен, а ти примаш, вика, например, те касаат дневно 10-20 пчели, вика, и каде што има самото тело, антитела создадени, каде што може многу лесно да се избори и вистина беше така. Тебе дневно те касаат по 10-20 пчели. Кога работиме ке пчелите, Да. а кога работиме обично ке пчелите, може и поголема да биде бројката. Кога работиме селење ке пчелите, може да дојде бројки до 50-60 пчели. Тие бројки јас што ги прочитав, као 500 пчели, значи човек да кажеме без алергии, до 500 пчели ако го касна човек, као може да заврши во болница. 1000 пчели или блиско до таа бројка може да биде фатално. Така, тие качи голема температура и може да биде и до 500 може да биде фатално. Значи ние кога селиме се заштитуваме. Самата пчела се брани преку заштитна опрема, преку било што она се налепува на тебе бидејќи ноќно е селењето, колку и да не кеш она самата пчела те убодува, те боцка, зашто така е создадено она да се брани. Значи она не знае каде оди, не знае што се случува и она е создадена да се брани, а бидејќи ноќе не лета, лази и самото лазење иритира и почна да каса и затоа е поголемо касањето. Али мислам дека како работиме со пчелите, како не, сега да речам, како не боцкаат пчелите, тогаш самото тело создава имунитет. И верува, значи, буквално исто како да не си работел ке пчелите, немаш ни оток, ништо не ти се ни познава каде. Значи ти си веќе во стадиум да примаш убоди, да не ти реагира телото. Да, не реагира. Значи, вистина не реагира на рака, буквално како да не те ни каснала, како да ти кажам, не се ни познава каде те. Од оси од стршлени така. Од оса до сега осиме немаат каснато, не можам да кажам ништо за оса. Те нема каснато оса да се. Сум немал некој контакт со оса, вака да ме, а стршлен да, оса не. Сум немал такво искуство, немам со оса. Зашто знам дека се различни од осата, убодот е различен од пчелата, тоа сум го читал и знам дека и отровот им е различен. Да, и повеќе убоди може да имаш уствари. Така, да. Што све пред да почнеме со твоето нели патување, иако можеби го почнавме, што све како производ освен медот дава пчелата? Све. Па искрено све. Пчелата, прво почнуваме со медот, што ни е еден од сите познати производи. Пчелата дава све, пчелата дава здравје, пчелата дава буквално една пчелна кошница има све. Восокот, прополисот, поленот, пергата, матичниот млеч, пчелиниот отров, значи све што може да се искористува, не се искористува. Пчелната кошница е богата, значи прополисот ќе го земам како пример сега. Еден од најдобрите антибиотици што е признат секаде, значи тоа не е прополисот, знаеме кога не боли грло,
едино решение е прополис. Ама тоа се рачуна уште како традиционална медицина, мислам, не гледам дека многу доктори или таа конвенционална медицина го препорачува, да кажеме тоа. Да, ама го имаме во аптека. Одиме и кога ќе отидеме во аптека ме боли грло, што ти вика прво прополис. Ти го нудат за продажба и во аптеката е регистриран, имаме и на алкохолна база и неалкохолен прополис. Ти го нудат чим те боли грло, пробај со прополис. Значи, мене лично ми се има случајно неколку пати каде што одам во аптека и сега нели прашуваш за деца, пробај со прополис, ова е 10%, ова е волко, ова е толку. Значи, ние лично го имаме прополисот 30% и 20% алкохолен и неалкохолен, каде што и за деца и за возрастни стварно помага. Еве, кога ќе осетиш на лична кожа, да речам, тогаш знаеш дека има ефекти, дека е функционира, да. Така, да, функционира. Истото за матичниот млеч, да го земеме. Матичниот млеч е малце покомплексна работа за да се. Зашто се користи матичен млеч? За подобрување на имунитетот, значи. Матичниот млеч е за подобрување на имунитетот, значи природен хормон кој ни е потребен за стимулација на нашиот имунолошки систем, значи матичниот млеч кога го јадеме, тоа посебно за чистиот збориме, се јаде 0,3 грама на ден по некои истражувања докажани. 0,3 грама може вика да го одржи имунитетот во силна и добра кондиција каде што може да се брани од повеќе болести, од повеќе вируси, бактерии, инфекции што ни се создаваат. Само го поттикнува нашиот имунолошки систем да функционира, да. Така да прави одбранбен систем. Вика, пример, може антитела за некои вируси што не напаѓаат или кога имаме грип, нели, дали е бактериски, дали е вирусен, било како, он вика сега ми треба прави ми ова и ова антитела ја да се справам. И верувајте, толку брзо препознава бидејќи млечот кога ја хранат пчелите матицата со матичен млеч, таа е толку способна да снесе 2000 јајца во ден. Значи, збориме за толку мало. Многу помага и за репродукција, за плодност. Значи, матичниот млеч од групата Б ги има сите витамини. Како, значи, на оваа тегла пишува пчеларство Аврамовски. Ти си Кристијан Аврамовски, претпоставувам дека дали од тебе почна бизнисот или е некоја семејна традиција наследена? Не, од мене почна бизнисот. Лично. Како одлучи да бидеш пчелар, например? Мојот прадедо чувал, не знам, 60-тите години таму неколку кошници, ама он чувал во трмки тогаш. Јас од мал го сакав селото, значи многу. И често бев во село кај баба ми, кај дедо ми. Собирав печурки, бев љубител на печурки. И екзистирав дел од мојот живот од печурки само. И така почнав, најдов 1 рој, 2 роја, 3 роја, така ги фатив. И ми се роди некоја љубов со пчелите, значи Ќе ми кажеш ли како ги фаќаш, затоа што сум присуствувал, да кажеме, на таков чин кај што со големи стапови и на врвот се мачка малце мед или матерка. За да се префрли ројот на вакво и после тоа се сместува во кошница. Така, да. Значи, кога е фатен на дрво е така најлесно да се пренесе со мед и со матерка. Матерката им дава сличен феромон што го испушта матицата и они имаат сознание дека е тука матицата и дека ќе се движи, затоа се префрлаат многу лесно од дрво во кошницата да влезат или во трмката со било со што да ги фаќаш. А доколку се во дрво внатре, бидејќи они имаме природно живеалиште дрвото, шуплините на дрвата, тоа е малце покомплицирано за вадење, бидејќи двата роја јас ги фатив, а едниот го во дрво беше, од дрво го вадевме, што мораше дрвото да го отвориме, да го преместиме, ројот се чекаше повеќе време. И откога ги направив тие неколку 3 роја, да речам, после тоа за 1 година за жал ги изгубив сите, бидејќи не знае како да пчеларам со нив. Следната година фатив 6 роеви, зашто почнав да ги барам, значи ме привлече тоа и кога ги најдов тие 6, решив дека 3 ќе ги ставам во кошница и ги купив првите мои 3 кошници и така направив.
3 ми останаа во трмка, тие 3 почнаа да се ројачо останаа во трмка последна година, бидејќи веќе навлегов повеќе во литература, прашував пчелари како и на крај после една година решив дека треба да купам уште 10 за да не губам време. И така почнав да ги купив 10 и почнав да ги чувам, тоа беше 2003 година. 2004 веќе имав некои 15-16 бе, од тие 15-16 5 пак ми умре и веќе тогаш решив уште 10 да купам и 2005 имав веќе 30 друштва. Значи, тие ги изради. почна ги размножуваш, Да, настанува да, тие што ги имаш, да. значи не Бев купуваш. принуден да купам кошници, зашто реално тогаш кошницата празна беше колку да купиш со се пчели, така беше цената некоја и прифатив да купам и други и така почнав веќе да ги размножувам за да дојдам до нека соодветна бројка. Да. Во процесот на размножување исто, тоа е мислам дека доста интересен момент, не ми е точно јасно како функционира. Значи знам дека се раѓаат повеќе матици кои се раѓаат и дека таа што е најсилна уствари, она што го кажуваш ти, треба да ги убие сите останати за таа да продолжи да функционира. Да, и така и пчелите ги оставаат за да најаката победи и најаката биде кралица. Кога е природен рој, селективно они бираат. Значи може, ако е јако друштвото, пчелната заедница, може да да ослободи од кошницата и 2 до 3 роеви, значи 2 до 3 матици. Тогаш они не се убиваат, туку одлучуваат дека овие 3 матици се добри и можат да земат дел од пчелите со нив и да си створат нов дом. Значи, кога се работи за природно роење. Ако сега, бидејќи го спомнавме, ние можеме да направиме вештачки рој. Вештачки рој се прави со матици кои ние ќе ги селектираме и кои ќе одлучиме дали била добра генетика таа, како се однесувала последните 2-3 години таа пчелна заедница, дали хигиенски се однесувала правилно, дали ни давала добар принос на мед, значи сите параметри ги земаме во предвид и одлучуваме која пчелна заедница ќе ја земеме за да ја вадиме генетиката незина да биде. Тогаш можеме да направиме 2-3 роја јаки во исто време, што овдека во природното не можеме, може и да излезе надвор и да не знаеме каде веќе, да не можеме да ја собереме и да ја фатиме. Значи, тие се да, ја решив да ги размножувам со природно првите 3 кошарки и седев таму ги чекав цело време кои ќе се пуштат каде ќе одат. И за среќа сите беа тука ниско фатени, сите ги фатив, што една трмка да ја речам, беше пушти од 2 роја, значи тие пуштија некде од сите тие 6 роеви плюс и овие 9 што си останаа, а ако ги размножуваш вештачки можеш многу повеќе да извадиш роеви. Тоа беше доволно за едно добро патување, да речем. Овие што остана, таман 15-5 ми угинаа за жал и тоа сватив зошто беше тоа така, бидејќи останаа старите матици во новите роеви што беа останаа стари матиците, не можеа да преживеат. Да. И тоа, окей, тоа беше школа што се учи. Да, и од тогаш наваму веќе... Да, значи од тогаш навака процентот ни е под 10 на смртност на пчели. Пчелариме со негде 400, над 450 пчелни кошници. Како изгледа? Тоа се многу пчели. Мислам, Да. не знам луѓето најверојатно немаат точно представа, значи јас знам 40 како изгледаат и мене ми изгледаше дека се тоа премногу пчели. 400 не можам ни да замислам искрено, значи како изгледа тој, колку е тоа процес, све тоа да се одржи, да се исконтролира, она што кажуваш, има напади, болести, крлежи, хранење, значи хранењето е исто, мислам дека голем дел од тоа најверојатно зависи јачината на пчелата, значи оној дел дали се додава сируп, шербет или се остава да го јадат медот на пример. Вака, значи прво кога се занимаваме со професионално пчеларење, треба да направиме календар на работа. Ние го викаме така, календар на работа. И што ќе работиме во кој период од годината. Веќе ние пчеларите, што сме професионалци, знаеме. Значи, февруар месец што работиме, март што работиме, април што работиме и ние сме спремни веќе од јануар месец и не очекуваме дека
нешто ќе се промени. Значи нас може само да не се промени климата и ние да направиме све да не добиеме мед само. Тоа може да се промени. Што е сериозна промена. Сериозна и многу важна. Значи 2017 не извадивме воопшто мед, значи ништо немаше. Околу прихраната, значи верувајте што пчеларот луѓе со многу кошници, многу им оди тешко прихраната. Зошто оди тешко? Значи повеќе ти се сплати да оставиш 2 рамки со храна кога има во изобилие, отколку да одиш да ги прихрануваш. Зашто медот е незаменлив во однос на прихраната. Си ги има сите протеини, ги има сите витамини, каде што може пчелата да излезе здрава. Замисли ако сега ние само јадеме леп, дали би биле здрави луѓе? Не би биле. Ке функционираме, ама едвај. Како? Едвај, да. Значи без волја. Истото и пчелата, значи во медот ги има сите потребни минерали, сите потребни ензимите ги има, све има што е потребно за самата пчела за да направи репродукција. Ако она ја нема, ако почнува да речам од 1000 пчели, она не може да достигне врв. Значи она ќе биде пчела, но нема да биде јака да може да донесе нектар. Затоа се остават јаки пчели, здрави пчели, каде што треба да се направи на минимум да речам асистенција на пчеларот ако треба да се прихрани. Значи, чим го сведи тоа на минимум? Верувај, ако ја оставиме пола за нив, дека повеќе ќе се исплати отколку да одиш да ги прихрануваш. Прво, тоа е огромна работа. Замисли се 400 ти да отидеш, сите да ги отвориш, да ги затвориш, да ги видиш, тоа е 2-3 пати во месецот тоа да го направиш, колку ти е инвестиција тоа, колку ти е време губење, колку ти е работа. Кога ќе го пресметаш сето тоа, тебе поќе ти се исплати да оставиш 2 рамки, зашто 2 рамки тежат негде 6 килограми. Значи со 6 килограми ти ги извадуваш да бидат до пролет дојдени јаки, здрави пчели. Значи тоа ние професионалците пчелари го имаме видено и го знаеме дека е така и затоа не се ни малтретираме да мислиме околу прихрана. Доколку треба да се стави некоја стимулативна погача во месец февруар, крајот на јануар кога имаме ниски температури. Ако го изеле, например, тоа и не им стига. Не, они можеби имаат нектар во кошницата многу. Но тогаш го прават, ја прават првата репродукција, значи првото легло го вадат крајот на јануар, почетокот на февруар, кога почнува веќе да цвета лешникот и имаат проблем они кога ќе почне матицата да несе јајца во средина на кошницата каде што е клубето, ние викаме народски кажано каде пчеларите, каде што го греат, она колку и да има храна од страна, она нема да се помести. Она ќе умре, нема да се тргне од новите пчели што треба да се родат. Толку е принципиелна и толку е верна. Кога би ставиле ние прихрана или погача или рамка, ако имаме со мед во тој момент, ако не е направен соодветно таа кушница, ако не е направена соодветно, најдобро е да се стави врз нив, одозгоре, каде што доаѓа тоа клубе, каде што е таа ротација за да се греат, за да ја постигнува температурата во леглото, бидејќи тие ларви треба, ако е надвор минус 10, тие треба да имаат температура од 35 степени каде што може да се родат. Значи, они им треба храна за да створат топлина. Енергија, да. Да, енергија. И затоа тогаш може да се направи некоја асистенција од пчеларот за да само ги заштитиш еден дел од нивниот живот, да речам, од репродукција, им дадеме еден круг да свртат и они после има многу полесно. Колку далеку оди пчелата од кошницата во потрага по мед? Па вака таа ако нема мед може да отиде до 6 километри, а ако има 2 до 3 е идеално да има паша и најдобрите услови се да е до 3 километри пашата во близина, да речам. И во радиус до 3 километри најдобро е да има некој, да речеме, 50 на кошници, да не се сите на едно место, за да може да има доволно нектар и полен за сите да може да преживуваат. Значи не е логички ако на едно место ние ставиме 200-300 кошници и тие стојат тука фиксно, радиусот на домет на пчелата е 3 километри. Тогаш нема никаков резон. Да, се прегужува. Така. И затоа се бираат локации, повеќе локации, кога се работи за стационар, може да се вратат кошниците на едно место преку зимата каде што одзимуваат, инаку кога се носат на паша, се носат на повеќе локации во помал број на пчели, за да може да има доволно нектар во природата
и тој што е да може да го земат правилно. Кај се твоите кошници стационирани? И како го бираше местото? Па село Долгаец тоа не е, тоа е на татко ми кажав родниот крај. Местото можеби не го одбрав јас, но се погоди одлично за пчеларење, каде што има услови, 600 метри надморска висина, имаме за низинска паша и за висинска, каде што има уште еден пчелар со помал број на кошници. Мене ми се одделени пчелите таму, не ми се на едно место сите, за да можам да имам ова сега што го зборев. И еден пчеларник имам во Скопскиот регион тука, каде што ми е за одгледување на матици, каде што кога ќе ги селам пчелите можам да отидам и да реагирам многу брзо, кога ќе отидам да бидам спремен. Значи таму селиме, значи на повеќе локации, селиме на Костен, селиме во тоа е негде Митрешинци селото, како Беровско мислам дека спаѓа. Таму селиме, значи Струшко сме селеле пчели и така, на повеќе локации. Значи, што значи ги селиме? Поставуваш кошници на тие места? Да, кога ќе заврши пашата, ако е стационарен пчеларникот на тоа место, тоа е месец јуни, веќе почнуваме бараме висинска паша, значи кај што е над 700-800 метри и ги носиме бидејќи таму и температурата е пониска на воздухот. За нектар да има во природата е 32-3 степени идеални, така да во раните утрински часови на сите планини знаеме дека температурите се ниски и има добри предиспозиции да нектарот го задржува, не го суши сонцето, а пчелите го превземаат. Значи ако е на низинска паша од 200, 300, 400 метри, тогаш имаме веќе проблем, бидејќи нема све е суво, све е исушено и нема ни од каде, самата пчела не може да опстои. Затоа сме принудени да ги селиме за да добиеме поголем принос и да имаме поголем профит. И од кај све ти значи црпиш буквално мед од цела Македонија моментално? Така. Ако дојдам кај тебе, например, ако сакам беровски мед, ти ќе ми даш беровски мед. Ако сакам, не знам, прилепски мед, ќе ми даш прилепски мед. Да, добро, не е цела Македонија, но делови каде што ги имаме, да, точно. Значи секој мед е, кога ќе се извади медот од кошниците, секој мед се бележува, која дата е изваден, од кое место, од кое поднебје, значи и таа количина на мед од колку кошници е извадена, водам статистика исто и за тоа. Дали од 30, од 50, значи некој се случило од 30 кошници да извадиш како од 100 да се извади. Значи, Она што кажуваш, значи дали тие ќе пополнат рамката цела со мед, зависи од сите тие фактори, колку се јаки, колку има температура, каква е климата надвор, значи колку е загадено, колку е свето, какви се условите за пчелата да функционира. Така. Колку е како бизнис одржливо? Значи она што кажуваш е дека има доста луѓе кои што рекреативно, да кажеме, за своја душа си одгледуваат пчели. Тоа е сосема во ред, но еве некој например како тебе сака и сериозно. Знам дека доста луѓе сериозно го размислуваат тоа да го почнат како бизнис, но го гледаат тоа повеќе како профит, пасивен извор на пари. Како ќе ја ставам кошницата таму, значи пчелите ќе ги покријам со капакот, они ќе си работат, ќе си функционираат, јас нели или ќе ги прихранам или ќе ослушнам Кристијан за некој совет, ќе му оставам една рамка да изедат, ќе ги затворам година дена, а после година дена ќе дојдам и ќе си го извадам медот. Значи така некако го замислуваат луѓето пчеларењето. Да, вистина е дека така го замислуваат и секогаш прво прашуваат каква е инвестицијата, за да јас да почнам да почнам бизнис. Он не вика да почнам да одгледувам пчели, да почнам бизнис. Така, да, значи, да. Тоа се две работи. Значи прво пчелата треба да ја гледаме од љубов, кога ќе речам од љубов, сите претходно како беше тоа на подсмев, како од љубов, нели? Да. Тоа е љубов, значи хоби. Секој имаме хоби. Например, мене ми е хоби пливање. Така, значи тоа го правам од кеф и сум задоволен со тоа што го правам. А пчелите, ако ги чуваме од хоби, не треба да гледаме профит. Бидејќи пчелите реално има година каде што е непрофитабилно. Ако ние имаме љубов да создадеме пчели и ги чуваме, ги одгледуваме како што треба, таа оваа година не следната нас ќе ни врати. Значи не се сите исти години.
Затоа, мое мислење, прво треба да се едуцираат, да читаат литература, да доаѓаат на предавање. Исто е тоа, можам се да го спомнам, сега на земјоделскиот факултет пред една недела имавме обука за млади пчелари, кои имавме пријавено, мислам дека околу 50 и неколку беа млади почетници пчелари. Тоа исто го направивме со професорот Узунов од земјоделскиот факултет, на негова иницијатива беше и со лабораторијата на факултетот, со Горан Алексовски, каде што не поддржаа. За да направиме една обука, да им кажеме во што се впуштаат и колку треба да се спремни, што може да направат. Сега што го кажуваш тоа, што треба да знае за да почне да чува, да одгледува пчели еден човек. Дали ќе биде хоби? Верувајте ме, дали се 5 кошници, дали се 15, дали се 30, ти треба да отидеш да ги видиш. И една да е, ти во тој период треба да ја видиш. Сега брзината на преглед е многу важна, значи ако имаш искуство, ти тоа го правиш брзо. Кога немаме искуство, тоа оди споро, значи правиме дополнителни проблеми во кошницата, каде што место нели да направиме нешто добро, ние правиме негативно нешто, и тоа се учи. Затоа овој API форум го направивме за да доловиме на почетниците како треба да се однесуваат пред да почнат да ги чуваат пчелите. Значи прво дека треба да се едуцираат добро и почнуваат да чуваат кошници. А и запознаваат пчелар кој има искуство. Верувај дека ја себе лично до сега не познавам пчелар кој некој почетник побарал помош, а не му дал. Значи. Види, тоа е многу интересно. Значи, тоа е исто го имам приметено со вас пчеларите, дека секој што е толку отворени луѓе за помош и за совет отворени, што е неверојатно нешто, пошто и вие него наоѓате знаењето на улица, така, значи и вие сте прошли низ некој процес, сте се изгореле многу пати, и 1000 пчели ве каснале и илјадници така натаму, значи сте собрали некој искуство кое што не е така лесно стекнато, знаеш, ама секогаш го давате бесплатно, што се вика. Дури го ставате на изволта на луѓево, све што треба е некој да послуша или барем да се заинтересира. Така, да, знаеш зашто е тоа така? Зашто знаеме колку се тешки пчелите. Значи, верувај дека најубавите делови од годината ние ги поминуваме на пчеларник. Значи, тоа веќе април, мај, јуни, јули нема одмор. Значи, ти прво треба да ги сработиш пчелите, па после ќе одиш на одмор. Реално, значи. А ние сме научени, например сега, кога гледаме системот на пчелата како работи, верувајте, ако барем, не знам, да речам 5%, сите ние, како луѓе го прифатиме работењето на пчелата, па мислам дека ќе бидеме едни од најдобрите во светот, значи. Така работат, што кај нив нема заврзлами, да речам, значи нема. Исто и ние пчеларите, затоа мислам дека гледајќи ги пчелите ние учиме од. Вие станувате како пчели. Да, вистина. Значи, она што е исто еден факт за пчелите е дека тие уствари нивниот краток животен век се должи на преработеност. Тие умираат од работа во буквална смисла на зборот. Да, вистина е тоа. Значи има кога е периодот на, да речам, на медобер, тоа е од јајце до умирање на пчелата 42 дена, значи. Она додека се родила, работи и умира. Значи тоа е тоа што она се посветува, значи која напротив од зимската пчела може да живее и до 6 месеци. А ние како пчелари го гледаме тоа и вистина се соживуваме со тоа, се викаш види која хармонија има тоа. Тоа никогаш не сум го размислувал така. Значи, точно е дека сите пчелари што ги познавам се многу вредни луѓе, значи многу вредни луѓе. Да не можат да застанат цело време низ тоа пчеларникот и кога ќе излезе, која е најжешко, значи која е најмака голема, тие се тогаш на нога цело време. Да, значи самата пчела има потреба се например да додадеме рамки, ако е тесно таа ќе сака да се изрои, значи ние мораме да одржиме во период каде што мораме да дадеме да им да чувствува дека она има доволно простор. Ако нема доволно простор, тогаш влегува во нагон на роење, па не ќе да носи нектар, значи се чува за да може да излезе надвор додека не се роди новата матица. Се тоа искуство што со тек на години се учи. И ние и лично еве јас не знам, мислам дека доста пријатели пчелари што ми биле
да речам, кај мене на пчеларникот, што сум ги обучувал, што сум им кажувал колку знам јас, значи што станале пчелари, што имаат сега по 100-150 кошници, и што ден денеска сме многу добри пријатели, значи и тие си продаваат мед, и јас си продавам, значи не ни е нас проблем колегата пчелар во држава да го продаваме медот. Нас не е проблем фалсификатот што го има и што некои манипулираат на грбот на пчеларот. Значи нас тоа не е проблем. Инаку јас ако имаме уште 5000 пчелари ние да имаме колеги, верувам дека сите ќе го најдат пазарот. Сите ќе го најдат. Само да нема фалсификат мед. Тоа е најголемиот проблем. Што е фалсификат мед? Не би можел да кажам што е фалсификат мед, али можам да кажам дека производствена цена на медот испод 400 денари не може да биде. Значи, кога ќе прочитаме некаде, еве ако нема етикета, воопшто не го купувај медот. Прво правило да ти биде тоа. Значи, нема етикета, не купуваш мед. На секоја етикета е така означено кој е пчеларот, од страната ти пишува, од лево тука. Од каде потекнува медот, кој е пчеларот, кој број на анализа има направено на медот, кој ветеринарна установа му го контролира пчеларникот и каде го полни. Агенција за храна и ветерина го контролира објектот. Ако ги нема тие податоци, значи слободно можеш да не купиш мед. Видиш, што е информација што не сум ја знал исто. Значи, едно од ова ни го наложува Агенција за храна и ветерина. Мора ова све да постои на етикетата. Ова од 2020 година закон, каде што ние пчеларите пробуваме и ние да се заштитиме и да ги заштитиме луѓето, значи. Ако купиш ти природен мед и го пробаш вкусот на природниот мед, утре што и да пробаш, а не е мед, веруј дека ќе опознаеш. Веруј, тоа ти е исто како сега да не знам која компарација да земам со нешто да споредиш, са пиеш Кока-кола и после тоа пиеш некој друг пијалок. Исто сличен на Кока-кола. Значи го направиш, ќе да, мислам дека не е толку едноставно за луѓето, знаеш, да беше толку едноставно, најверојатно тоа немаше се развие ова што го кажуваш со фалсификатот во такви размери. Значи, едноставно луѓето ја немаат таа способност. Некако мислам многу ми се допаѓа што го кажуваш денеска, што го кажуваш сите состојки во медот дека не е шекер, дека не е просто едноставно шекер. Пошто луѓето така го сваќаат и го избегаваат од таа причина, затоа што денеска сите модерни диети, нели, првото нешто што се отстранува од исхраната е шекерот. Така. Ама без природни шекери мозокот не ни функционира и тоа треба да го знаеме. Тоа не го знаеме сега. Да, и ние значи... по дефолт све што е шекер, вклучително и медот, го тргаме на страна, и забораваме дека постои. Шекери и крушата која јадеме. Значи 88% содржи шекери, значи тоа се природни шекери, треба и тоа да го знаеме. Значи за медот, ако направиме као што кажа сега за шекерот, што ако направиме компарација од вештачки метли, фалсификатли, не знам како да го кажам, тоа се две различни појави. Значи, ствари нема споредба. Природниот мед кога го јадеме, веруваме, значи луѓето користат природен мед. Еве јас дека сум во ова сега внесен во оваа бранша, ти кажувам дека има многу што знаат, но има што само ја гледаат цената. Сега за жал, тој процент што само ја гледаат цената веќе ги има и поголем број. Значи цената е пресудна и ова ми е благо и ова ми е благо. Ама тој што знае, верува дека го плаќа без проблем медот 600 денари. Што 600 денари е прифатлива цена за секој да си купи една тегла мед. Ако споредиме со една тегла мед дека ќе ја јадеш цел месец, а пола кило месо телешко ќе го јадеш само еднаш во чорба. Добро, да, мислам, тоа се неспоредливи, како не се вика. Не сакам да кажам споредба во цената, зашто за 600 денари ако кажеме дека е многу, не е многу. Кога ќе купиме од 300 денари мед и кажуваме дека е мед, значи самите треба да си се производствена цена излегува дека е 400-420 денари последно потегла мед. Да, но во денешната, како се вика, ланец на прехрана, не знам како да го кажам, значи Добро. не е стаен во, или барем не се перцепира во примарна храна, еве така да кажам. Значи се смета повеќе како луксус. Така, вистина е тоа.
Така го рачунат Вистина, луѓето. да. И за тоа се секогаш постиснати, да кажеме, кога дојде време за мед, на пример, тој ќе купи без проблем шекер, бел шекер ќе го купи, тоа е Да, или кутија цигари. тоа е есенција, значи Да. без тоа не може. Ама кога дојде мед, тука се веќе луксус ме, разбираш, значи Вистина. шопа мед. Вистина е тоа, значи, али сега со последните едукации што ги имаме направено и на потрошувачи, тоа беше во месец септември на улица Македонија кога одржуваме манифестацијата, денови на македонскиот мед. Направивме една едукација од 4 предавања, што е полен, што е мед, што е матичен млеч, како се употребува, значи. Поленот го обработивме во целост. Значи, дури од што е составен, кои се неговите придобивки, буквално од колку растенија може да се добие, од кое растение, каков е полен, буквално све, матичниот млеч, сите витамини од групата Б, аминокиселини, што содржи, комплетно све. Веруваш дека имавме публика на улица Македонија пред мајка Тереза што слуша и што првпат ги слушнале тие зборови и кога поминаа покрај штандовите да го пробуваат медот, да пробуваат мед и они уствари направија повеќе самите едукација на себе за да сватат што рече ти кои се придобивките од медот. Значи, најлесно е ние да го ставиме како луксус. Ама ја би рекол секогаш треба да ставиме што имаме ние од ова, плюс, а што имаме минус. Ние од медот само имаме плюс, каде што ни го одржува здравието витално, ни дава енергија, ни не прави да бидеме повеќе да размислуваме, зашто повеќе ни работи мозокот. Сега можеби вака ја звучи смешно тоа, но научно докажано баш сега и пред неколку дена, не знам кај го прочитав тоа, дека една лажица мед ја подобрува работата на мозокот. Значи, да. Е вистина тоа. А ние, кога ќе се научиме да конзумираме мед, еве, например, моје деце, едното ми е 3, едното ми е 8 години, дали ти се верува дека малото дете без мед не може да го замисли денот? Значи, плаче да ја дадеш мед. Тоа е навика. Сите ако направим, а веќе гледам младиве повеќе се вклучуваат во здрава храна, бара мед, каде што нема додадени шеќери, што е и во право да биде така и треба да биде така, затоа природниот мед си го наоѓа веќе местото. Да. Како поминуваат годините и времињава сега, како се менуваат со климатски промени, со нови болести, со све, медот се повеќе и повеќе си го наоѓа местото. Ние мед конзумираме кога сме болни само. И тогаш го бараме за јаве знаеш мед, нешто кашлам, имунитетов паднат ми е. Не, треба секој ден да го јадеме. Јади мед секој ден да бидеш здрав како дрен. Значи тоа не е изречено од некој, тоа од старите изречено. И сакав да кажам дека кај младите свеста веќе полека се подкрева. Вистина, можеби бавно оди, ние пред нашето здружение беше, мислам се чини дека негде 2016 или 17 година, кога имаше некои истражувања кај што бевме дури околу половина килограм по глава на жител конзумација на мед. Со 3 години поред веќе правиме нон-стоп, значи го промовираме македонскиот обуки предавања, мед, да, обуки, отворени сме за соработка со потрошувачите, со конзументите на мед, значи секој што го интересира, кој имаме манифестации, изложби со медот, може слободно да дојде да разговара со нас. Значи, индивидуално е вкусот на медот. Имаме ливацки, имаме шумски, имаме костен, имаме цветен костен, значи имаме медови во Македонија, липа имаме во Македонија, багрем немаме во Македонија, чист не можеме да извадиме пошто немаме толкави количини. Кај нас изврсен мед е ливацкиот мед, значи можеме што да понудиме. Сега тука се работи некогаш во ствар на вкусови, значи секое поднеб има различен вкус. Дали доминира тука повеќе чалијата, дали доминира тука мајчина душица. И вкусот на медот е веруве незаменлив. Кога ќе пробаш природен мед, самата природа ти мириса на кошница. Како каснуваш восокот, прополисот, све се осеќа. И сега луѓето веќе кога ќе конзумираат природниот мед, почнуваат полека да прават разлика. 2025 добивме нерелевантни се, мислам дека и овие истражувања или беа преку Агенција за храна и ветерина некој, од прилика сега доаѓаме килограм по глава на жител потрошувачка на мед. Значи расте. Значи
за 100% е зголемена потрошувачката на мед од претходно што била, од половина килограм на килограм. За разлика од јапонците достигнуваат до некои 9 килограми по глава на живот. Значи таму живеат 87 години просек на живот, ние живееме не знам колку, 70. Па да, може да направиме ние еленски скок, мислам дека го имаме потенцијалот, затоа што на пример ќе можам да разликувам, затоа што пак ти сум бил, сум осетил, значи од моментот на лупење од самата рамка и миризбата на медот. Миризбата, значи джвакањето на сакето, дури нели во како се вика во казанот, во тоа турбината, штом почна да истекува медот, нас ни беше посластица ни беше со банана, значи тоа беше десерт, деликатес, доживување, не знам како да ти кажам. Значи тоа не се заборава никогаш. И јас дефинитивно ќе ти кажам дали е добар, ама верувам дека е добар, значи верувам дека си многу посветен на својата работа, мислам се гледа човек кога го сака тоа што го прави, начинот на кој што збориш, медот верувам дека е одличен. Каде можат да го најдат луѓето? Значи ако сакаат да купат мед од тебе, каде можат да те најдат? Да, ние немаме продавница, како што кажав, пчеларство Аврамовски, ние Facebook страната, Instagram исто пчеларство Аврамовски, посетуваме сајми, манифестации во моловите, во City Mall, во Diamond, може поминале некојаш не виделе со штандовите, ние сме поканети од нив секогаш, значи на улица Македонија исто кога има така поголеми избеднувања, ние сме изложени и може слободно да дојдат за консултација, за разговор, за било зашто, значи не е тоа дека треба чисто да дојдат да пробаат само што е природен мед. Значи не секогаш ние наметнуваме да продадеме нешто ако некој не го сака тоа. Да дојдат да пробаат што е природен мед и да видат која е разликата од природниот и од тој што не е мед, да речеме. Верувам дека многу луѓе ќе прифатат поканата, денеска сподели многу и за пчелите и за медот. Така да фала ти за денес, за времето и за знаењето што го сподели со нас. Ние ќе опробаме медот, ќе споделиме искуства и се надам дека нели се поголем број на луѓе ќе почнат да конзумираат вистински природен мед. Благодарам и на тебе за поканата и за одвоеното време за да направиме интервју и да го презентираме македонскиот мед. И кој сака да биде пчелар, можам сега воедно да ги поканам да се зачленат во пчеларското здружение Матица, да дојдат да посетуваат предавања, да видат дека ако сакаат можат и да почнат да чуваат пчели. Имаме доста пчелари, врвни пчелари кои можат да им дадат обука и да видат како се чувствуваме ние кога сме ке пчелите. Фала ти штеднеш.